Потрошувачката на вода од градската водоводна мрежа во Кочани е во постојан пораст, поради што од комуналното претпријатие Водовод упатија итен апел до граѓаните порационално и наменски да ги користат расположивите количини. Во одредени периоди од денот, максималната потрошувачка ги надминува можностите на бунарскиот систем за водоснабдување, чиј капацитет е 255 литри во секунда. Зголемените потреби за вода привремено се покриваат со користење на резервоарите што се изградени на повеќе места во средната и високата зона во градот. Состојбата во моментот е стабилна. Значи, немаме некои значителни потешкоти при водоснабдувањето, меѓутоа се соочуваме со драстично зголемена потрошувачка во овој период од годината или особено од кога почна карантинот во врска со вирусот COVID-19. Значи, од некаде март месец па до ден денес потрошувачката на вода е во постојан раст. Правиме напори преку стручните лица во комуналното јавно претпријатие за да не дојде до несакани работи во смисол на рестрикција на вода или во делот на намалување на притисок и проток. Имавме направено неколку захвати, значи и со пумпи, и со транспортни пумпи и санации, така да моментално ја обезбедуваме потребната количина на вода. Веќе е подпишан договорот за изведба на нов бунар. Во текот очекуваме на следната недела да се отпочне и со дупчење на истиот, така да можеме да обезбедиме дополнителни 30 литри по секунда вода. Инаку пикот, дневниот пик на потрошувачка на вода во одредени денови, значи достигнува и до 270 литри по секунда, каде што тој капацитет комуналното јавно претпријатие не може да го нема. Киров додаде дека се преземаат активности за санација на главниот потисен цевковод за да се избегнат поголеми дефекти и прекини во водоснабдувањето. Имаме изработено проект за истото, тоа е главниот цевковод, потисниот цевковод од Грдовски орман, каде што ја вадиме водата и што ја транспортираме до самата фабрика за прочистување на водата. Тоа е 5 км и 30 метри главен потисен цевковод FI500, каде што, како што спомнав, имаме направено проект со издадена дозвола од општина Кочани. Аплицираме со тој проект да можеме да дојдеме до средства или до изведба на комплетно нов цевковод, за да можеме водата која што ќе биде извадена од бунарскиот систем да може да се пласира без никакви проблеми до самата фабрика за вода. Од Водовод повторија дека засега не се планираат рестрикции на водата за пиење, но ги повикаа граѓаните да соработуваат со наменско трошење за да придонесат во намалувањето на потрошувачката. Локалната самоуправа на Кочани го почна проектот за реконструкција на 7 улици во централното градско подрачје, чии коловози се наоѓаат во лоша состојба. Градежните работи забрзано се одвиваат на улицата 4-та македонска бригада, каде покрај новиот асфалт на 260 метри ќе биде поправен и тротоарот на потегот од крстосницата на влезот во градот до спојот со улицата Скопска во правец на Панагјурот. Изградена пред околу 4 децении, таа е со сериозни оштетувања кои го отежнуваат сообраќајот на угорницата кон населбата Текешински лозја. За реконструкција се подготвува и улицата Плачковица, на која во изминатите 2 седмици се направи замена на водоводната мрежа. Новата линија е приклучена на главниот систем, а од четврток комуналното претпријатие Водовод ќе почне со приклучување на индивидуалните корисници. Според програмата за уредување на градежното земјиште за 2020 година, за реконструкција се планирани и 2 крака од 90 и 130 метри на улицата Маршал Тито, како и 250 метри од улицата Илинденска. Исто така ќе се реконструираат 220 метри од Коста Рацин и 570 метри на улицата 9 мај. До крајот на годината за реконструкција се планирани и улиците Гошо Викентиев и Раде Кратовче од плоштадот до населбата Бавчалук. Од општина Кочани информираа дека наскоро се очекува и постапка со која ќе се избере изведувач на градежните работи за рехабилитација на левиот крак на булеварот Тодосија Паунов. Ќе се поправа асфалтот на потегот од Агенцијата за вработување до кружниот тек кај полициската станица.
Градежните работи за рехабилитација на втората делница од регионалниот пат кон Пониква продолжуваат според планираната динамика. По гребењето на стариот ќе се постави нов асфалтен слој. Со оглед на неопходноста за поголема безбедност на учесниците во сообраќајот, од локалната самоуправа на Кочани информираат дека во деновите од 23 до 26 јули, односно в четврток, петок, сабота и недела, регионалниот пат R1309 од Кочани кон Пониква ќе биде затворен за сообраќај во периодот од 9 до 17 часот. Заради функционирање на угостителските објекти, в сабота и недела ќе биде дозволено дополнително пропуштање на возилата во периодот од 10:30 до 11 часот, како и од 14 до 14 часот и 30 минути. Втората фаза од рехабилитацијата на патниот правец е со должина од 7,5 километри, а за целиот градежен зафат се наменети 41,5 милион денари, што ги обезбеди јавното претпријатие за државни патишта. Подрачната канцеларија на Министерството за земјоделство во Кочани ќе работи и в сабота со нормално работно време. На тој начин ќе им излезе в пресред на земјоделците кои се уште не поднеле пријава за добивање субвенции за оваа година, а тоа ќе можат да го сторат во законски предвидениот рок. Службите во подрачната единица ќе бидат достапни за сите земјоделци кои сакаат лично да ги достават документите за субвенции. Освен тоа, поднесувањето на барањата може да се врши и електронски. За таа цел потребно е барателите да се регистрираат во системот на веб страницата на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Таму е поставено и упатството за аплицирање, се наведува во информацијата од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Рокот за аплицирање за програмата за директни плаќања за 2020 година истекува на крајот од овој месец, односно на 31 јули. Кочанскиот второлигаш Осогово доби уште едно засилување во преодниот рок, што се уште трае. За жолто-сините во следната сезона од првенството во втората фудбалска лига ќе настапува и 30-годишниот офензивен играч за врска Стојан Човелинов. Тој потекнува токму од редовите на нашиот клуб, во кој се враќа по нешто повеќе од една деценија отсуство. Во изминатиот 11 годишен период, Велинов настапуваше за Брегалница, Тетекс, Силекс, Ренова, Работнички, Академија Пандев и Охрид, а на меѓународна сцена во Трепча од Косовска Митровица. Шефот на стручниот штаб на Осогово, Кирчо Ѓоргиев, за Канал 8 најави неколку пријателски контролни надпревари. Имаме утакмица сабота со Беласица, игравме со Академија Пандев, се во втора фаза на подготовки. Работиме 2 пати дневно, до недела, после недела, после утакмица 2 слободни дена и ќе завршиме, ќе влеземе у 3-4 пријателски утакмици. Темпирање на форма, селекција на играчи на прв тим, така се движиме. Работи се напорно, јако. Надејам се дека ќе скоцкаме добра екипа. Велинов е тука, Григор Дончев тука од Академија Пандев. Тука е Далчевски Илија, Слажан Митревски, чекаме голман и уште 2 играчи. Значи уште ќе го надоградиме ростерот со 2 до 3 играчи. И покрај плановите да се оди на висински подготовки надвор од Кочани, сепак донесена е одлука да не се патува, а тренинзите и сите тактичко-кондицијски подготовки да бидат на стадионот Никола Мантов. Требаше планираше подготовки у Куршево, но претходно ден бевме да го видиме терено. Значи терено катастрофа очене составот, мислев дека преценив дека е подобро да останеме тука да не повредиме некој играч. А веќе другите хотели у Тешчево и у Стргав ја букиране, да ги заштитиме играчите од повреда, подобро да изработам тука точно. Фудбалерите на Осогово тренираат 2 пати дневно, во предпладневниот и попладневниот термин. А на тренерот Ѓоргиев му помагаат и Ефтим Аксентиев и Ангелчо Арсов, додека со голманите работи Горан Ѓоргиев.